Колежке, во вашата реплика единствено зборувавте за социјалниот аспект. Тоа го пресликува и буџетот кој што го предлагате. Но не рековте ништо во однос на извештајот на Државниот завод за ревизија, во однос на тоа како во Министерството за труд и социјална политика се вршеле исплатите и се давале одредени финансиски средства. Не кажавте дека има констатирано несоодветни исплати од страна на Државниот завод за ревизија. Повторно потенцирам, не е орган кој што ние го контролираме. Државен орган кој што го контролира работењето на сите државни органи. Се фалите повторно со социјалните аспекти. Немојте, ама немојте. Се зголемувале социјалните. Па ви потенцирав. Можете да се фалите со ова. Зошто? И сите овие мерки кои што ги напоменавте. Зошто имаме зголемување на корисниците на гарантирана минимална помош? Бидејќи пропаѓаат работните места во приватниот сектор. Еве затоа овие луѓе, дел од нив биле во работен однос, им престанал работниот однос и немаат соодветни примања. Значи се фалите со нешто за кое што треба да не го спомнувате како власт, а не вие со ова само потврдувате дека имате несоодветен пристап и не можете да се носите со самата состојба во која што се наоѓате. И еве потенцирам само две од причините кои што се однесуваат на истражувањето за неформалната економија, која што потенцирав дека во 2020 година бележи раст. Тоа значи дека имаме поголем дел на даночни инвазии и тоа значи дека криминалот и корупцијата. Една од причините е бирократијата надополнета со корупција и поврзана со повисоко ниво на неформална економија, додека поголемо владење на правото ги стимулира фирмите и работниците да се формализираат. Тоа значи кај вас имаме назадна тенденција во однос на владење на правото, впрочем и во самиот буџет имате фамозни 1 милион денари за владење на правото и реформа во овој сектор. И уште една од причините, селективна имплементација на регулативата и контролите значајно влијае врз перцепцијата на ризикот на откривање на неформалноста. Ова ви го потенцираат куки кои што ја истражуваат неформалната економија. И сега вие се фалите со мерки, не повикувате дали ние сме ги поддржале, да ги поддржавме пакетите за помош на граѓаните кои што беа мерки, но вие не знаевте да ги имплементирате. Тука е проблемот. Петиот пакет на мерки, 6-7 месеци не знаевте да го имплементирате. Не можевте да го имплементирате. Немавте капацитети. Ова не го кажав јас, го почувствуваа граѓаните. Не го кажувам само јас. Ова ви го кажува Државниот завод за ревизија. И сега ние зборуваме за 3 милиони евра за да влезат кај овие работници во приватниот сектор и да им бидат од помош во ова време, невреме, во кое што од денес до утре се зголемуваат давачките, се зголемуваат цените на производите и само за една година во однос на потрошувачката кошничка имаме 16.000 денари зголемување. И вие калкулирате и манипулирате со одредени проценти на зголемување и на пензиите и на платите. Немојте. Пензионерите знаат дека во ваше време зголемувањето им беше енормни 36 денари. Едно од покачувањата, знаете, нели? А не зборувате дека ги омаловаживте со тоа и сега ќе се фалите со некој швајцарски модел. Па ви кажаа претходно колегите. Ова е она што го имаше, кое што вие го укинавте, за да не се пресметуваат пензиите по двата параметри во однос на животните трошоци и платата, посечната, вие зборувате сега дека го враќате ова. Не е, почитувани колешки. Им ги одземавте покачувањата согласно овие параметри неколку години наназад на овие граѓани, односно на пензионерите. Немате никакво право да зборувате за тоа. Но сега зборуваме за работниците. Создадете услови да има фер услови за настапување во пазарната економија, за да можат приватните компании, приватните собственици да одделат поголем буџет за плати на вработените и да истите им помогнат во моменти кога им е најпотребно. А вие ги зголемувате неформалната сивата економија, а со тоа
не можете да воспоставите и баланс во однос на приходната и расходната страна на буџетот. Тоа го видовме и во тек на ова расправа. Зошто? Бидејќи на само неколку дена од почетокот на расправата ретериравте по на мерки во односи на даночната реформа, во однос на приходната страна, каде што веќе имате дисбаланс. И конкретно, дисбалансот се однесува и на делот каде што немате воедначени ставови помеѓу монетарната власт и извршната власт која што ја контролира финансиската. Затоа немате никакви конкретни мерки. Конкретно, послушајте ги барањата на работниците и на синдикатите, бидејќи тие се гласот на работникот, а вработените во приватниот сектор да ги добијат овие средства, истите повторно ќе бидат пуштени во промет во јавната потрошувачка, ќе имаме бенефити од ова. И не се повикувајте на тоа дека кога сте барале вие вакви адхок решенија, ние сме ве критикувале. Па вие треба да создадете системски решенија, но кога е неспособна владата да создаде вакви системски решенија, се доведуваме во ситуации да мораме адхок решенија да се бараат за да се надминат и да се премостат ваквите моменти и ваквите кризи. Но уште кога зборувате и почнувате да разговарате, никако да кажете што констатирал, повторно потенцирам, Државниот завод за ревизија. Зошто? Бидејќи не ви одговараат конкретните насоки и конкретните извештаи од таму. Не кажувате дека во Елем и во РЕК Битола, конкретно цитирам, Државниот завод за ревизија констатирал дека се склучуваат договори за јавни набавки по предвидена сума, односно цена, од страна на органот кој што го објавува делот, односно јавната набавка, за склучување на договор, а не според постигнатата цена. Тоа е класично перење на пари, огромни средства кои што се испумпуваат од јавните предпријатија, за да после тоа предвидувате 250 милиони евра, кои што ќе му ги дадете на Ковачевски, за да ја надминете енергетската криза. А од тие 250 само 7 милиони за реконструкции и инвестиции. Од 250 милиони евра. И сега вие зборувате за 3 милиони евра кои што ќе одат во реалниот сектор, не сакате да ги прифатите и се надмудруваме што сте направиле. Па ако вака сте направиле, синдикатите немаше да бараат ваква помош и немаше постојано да сте во костет со нивните барања, како што впрочем се однесува и на приватниот сектор, еве конкретно, но и во однос на јавниот сектор, каде што постојано се фалите и зафалувате, реформа во администрацијата, вака ќе биде, онака ќе биде и секогаш ги одбивате нивните барања. Само гасите пожари и адхок решавате по одредени институции, каде што треба да покачите нешто, а другите ги заборавате, најголемиот број на вработени. Затоа ви реагираат и синдикатите, затоа сите овие известувања и писма ги доставуваат до сите пратенички групи, но вие или не сакате, или не ги читате истите. Ова барање е директно доставено до сите и немојте да ја залажувате јавноста дека истите доставиле до нас, само ние сме го доставиле амандманот. Ова е доставено и до вас и самите знаете дека е така. Но одважете се и ајде предложете конкретно ново, ако не овој амандман во видоизменета форма, можеби вие ќе предвидите за повеќе месеци. Нека биде ваша заслугата, еве, вие ќе го имплементирате. Вие сте таа извршна власт која што вие повторно ќе ги имплементирате овие пари и средства. Ваша ќе биде придобивката, еве, нема да биде на опозицијата. Но се плашите. Се плашите зошто? Бидејќи немате визија како да ги решите проблемите. И немојте да ја замајувате јавноста, бидејќи ова се минорни средства за државниот буџет, за да помогнете огромен број на работници. Зошто? Ако знаеме дека според истражувањата 58 милиони евра годишно одат по однос на неподмирени долгови, по однос на несоодветни исплати, по однос на извршувања, пенали и други трошоци кои што ги предизвикуваат директно вашите клучни ресори, односно клучни носители на раководни функции. Еве во најава е дека ќе има и 8,5 милиона пенали за неисполнување на договорите за изградба на клинички центар.
Значи вакви суми се испумпуваат од буџетот, а вие ми зборувате за 3 милиони евра кои што ќе одат на овие вработени. Ви благодарам.